Најостро реагирам на изјавите на господинот Бујар Османи, кој практично свој леп јаде, туѓо гајле бере, и најостро реагирам на неговата жирафа политика. Жирафата млекото го дава кај комшијата, а јаде кај вас. Тој цело време збори за Косово, за косоварите, но никако да каже нешто за подобрување на животот на граѓаните на Република Македонија. Ни кажува дека ако Косово некаде не учествувало на некој состанок, дека тој како председател на држава ќе одбил да учествува. Сега ни кажува дека мора да гласаме за влез на Косово во Советот на Европа. Овие негови ставови се цело време ставови еднонасочни, не водејќи сметка дека во оваа држава има и други граѓани, дека има македонци, дека има срби, власи, турци и така натаму, и не водејќи сметка дека ние имаме и друг сосед, тоа се вика Србија, голем сосед со кој што имаме добри односи и цело време настојува да ги влоши тие наши односи. Јас јавно прашувам, што треба Република Македонија повеќе да стори за Косово? Дали го дадовме нашето небо за да биде бомбардирана СР Југославија во 99 година? Да. Дали дадовме база во Куманово, во Петровец и во Катланово за да се стационираат НАТО војници за евентуална интервенција врз СР Југославија? Да. Дали примивме 300.000 бегалци од Косово? Да. Дали ја признавме Косово како суверена држава? Да. Дали ја демаркиравме границата? Да. Дали гласавме во сите институции кај што требаше да влезе Косово и Косово како ни врати 2001 година? И уште една работа, како ни враќа сега Албин Курти со негово мешање во внатрешната политика во Република Македонија. И јас не се чудам толку на ставовите на господинот Бујар Османи, колку што се чудам на председателските кандидати Доналд Реган и господинот Пендаровски, кои што ќутат како да се неми. И за Пендаровски, за Ковачевски не ме изненадува, бидејќи нели ги обвинуваме дека они се му дале на Дуи, ама колку што знам, ВМРО ДПМН се сили дека тие се тие кои ќе дојдат на власт, дека ќе го скротат Дуи, а гледате како ќутат, а зошто? Само гледат како да седнат во владиното столче и потоа да се доберат до буџетот на Република Македонија, а би направиле коалиција со Црниот ѓавол. Еве јавно ги прашувам уште еднаш. И господјата Силјановска, или Доналд Реган, како сакат, или господинот Пендаровски, ќе кажете ли нешто за ставовите на господинот Бујар Османи? Ќе кажете ли нешто за тоа дека сме станале ко спонзор за резолуцијата во Обединети нации против Србија, односно дека во Сребреница е извршен геноцид? Не можам да се изначудам. Што мајка бараме ние да се мешаме во овие работи? Таа си е работа српска, босанска, хрватска. Како не ги најдоа словенците да бидат ко-спонзори? Или да ги најде италијаните, или ромуните, или бугарите? Како ве најдоа вас, вие да бидете ко-спонзори и практично директно да сакате да ги влошувате односите со Република Србија, која е исклучително коректна кон нас. Србија поштено врати 92 година тоа што зела 918 година. Србија ни ја призна автокефалност на Македонската православна црква. Србија не призна подуставно име. Ја повлече војската на бивша југословенската војска без ниеден практично испукан куршум направивме држава. Цело време се однесува пријателски кон Република Македонија и во исто време се покаже како вистински пријател за време на короната и не е коректно вака да ги нарушуваме односите со еден за нас битен сосед со кој што во исто време имаме големи трговски односи и земја која што е апсолутно пријателска. Јасно сакам до знаење да ставам дека сите не мислиме како господинот Бујар Османи, но во исто време сакам господинот Бујар Османи да го прашам. Дали ќе каже нешто за масакарот во Газа? Дали тој како муслиман ќе го отќути убивањето на муслиманските жени и деца во Газа? Јас во ниеден момент не оправдувам терористичкиот чин на Хамас врз недолжно цивилно еврејско население и
земањето на заложници. Меѓутоа, ако Хамас е воена организација, зошто не се борат против Хамас и не ја неутрализираат или уништуваат Хамас? Зошто убиваат жени, деца и цивили по принципот на спржена земја, а господинот Бујар Османи ниту збор нема да каже за овој масакр што се случува во Израел врз цивилно население, а потполно е јасно дека секогаш тој води политика која што не е наша, политика која што е туѓа и која што е спротивно на интересите на граѓаните на Република Македонија. Јас сум секогаш за принципиелна политика. Ако има злочин, тоа е злочин. Ако има геноцид, тоа е геноцид. Секое дете, секоја солза е иста. Сите солзи се бистри и сите мајки исто плачат на своите погинати чеда. Какви се тоа политики каде што се убиваат цели семејства? Каде што се убиваат сите синови, сите снаи, сите внуци? Како ние тамо ќе постигнеме мир, а во исто време нашиот претендент за председател, а министер за надворешни работи, гледаме како тие работи ги отјутува по принципот како ќе ми кажат другите, така јас ќе кажам. И на крајот, уште еднаш ќе повторам дека резолуцијата во Обединетите нации за Сребреница, тоа не е наша работа. Тоа е работа која што треба да се ја решават некои други, а ние треба да водиме сметка за добрососедските односи со сите земји на Балканот, вклучително и со Косово, но во исто време и со Србија, и да водиме сметка дека во оваа држава има и други граѓани кои што имаат респект кон српскиот народ.